Често пати премиерот зборува за мала влада. Компаративно во регионов, ова е најголема влада. 20 министри е голема влада. Очекував и се залагав, сте ме чуле многу пати, за влада во која што нема да постои функција заменик министер, водена од компаративните искуства, но кај нас, гледам листа од 16 луѓе, мислам дека за една од најсиромашните земји во Европа, тоа е голем товар, а плодовите ќе ги видиме. Навистина има министри за кои реков дека тешко ќе остваруваат функцијата, можеби, не велам, во оваа листа има и добри кандидати, но крајно време е да размислиме дека функцијата заменик министер служи само за политички пазар и за одржување на коалицијата. Второ, Собранието за жал засега ја остварува само изборната функција и тоа е многу навредливо за мене. Не ја остваруваме представничката функција. Најчесто овде мнозинството делува како представник на владата, а не на граѓаните. Од интересите на граѓаните се трупаат, а ние се уште не сме расправале. Законодавната функција е маргинализирана, освен онаа мала вчерашна епизода, ако не ја рачунаме, контролната функција воопшто не постои. И се надевам дека ќе влеземе во нова ера. Често пати во јавноста или најчесто слушаме за ешалони, војнички израз, војничка синтагма, втор ешалон, трет ешалон. Денеска го чув премиерот низ призма на мултикултурното општество спомена дека ќе водат сметка за ова при регрутирањето на државните секретари. Да напоменам дека таму каде што целиме во Европа, државните секретари воопшто не се политички функционери, туку е тоа врвот во администрацијата. Се надевам дека и тоа ќе го надминеме еден ден. Кога го гледам составот, различни критериуми забележувам, некаде има нешто што се вика ротирање, како сакате ротирачка, вртелешка, рингешпил, од едно на друго место. Некаде има трансфери за кои јас реков дека имам резерва од внатрешни во правда, има и нови лица, квалификувани гледам, зборувам за биографиите, бидејќи не ги познавам лично, меѓутоа реков дека би сакала да видам повеќе жени и би сакала министерките 4 во владата да речат дека во програмата што овде ја презентиравте имаше заложба за родова сензибилност и за полова рамноправност. Не ја гледам. Сигурно дека од 16 министри само 2 жени не е за поздравување од нас жените. Околу составот на министрите, јас реков нема да правам анализи, освен оние што ги гледам од приложенот, заменици благодарам. Што гледам, например? Еве, првиот, господинот Башким Хасани, значи професор по физичко образование, бил во управата, заменик директор во управата за финансиска полиција, сега ќе биде заменик за одбрана. Може би, не знам, јас политичката функција е политичка функција, но сепак би сакала со некои ресори да управуваат и да им помагаат во управувањето луѓе кои имаат барем наобразба која гарантира активен ангажман. Кај вториот кандидат, господинот Назим Буши, во биографијата читам дека има воена академија и воена наобразба и така натаму. Да кажам дека обично луѓе со воена наобразба
не се во демократски системи најдобре дојдени кога се во прашање две министерства, внатрешни министерството и обично одбрана. За третиот кандидат веќе реков, уште еднаш проверив за господинот Нухију, може би е грешка, не верувам, меѓутоа сега открив уште нешто друго, дека декан кога бил, значи на Државниот универзитет Тетовски, не само што не бил професор, а може декан редовен, туку не бил ни магистар, бидејќи следната година, значи, магистрирал. Можете да проверите, декан 2007, магистрирал 2008, докторирал 2013 година. Зборувам само низ призма на Министерство за правда, каде што министрите и замениците треба да персонифицираат посветеност на правото и правдата. Кај следниот кандидат, значи господинот Илхан Рахман, заменик министер за политички систем и односи меѓу заедниците, јас веќе реков, мора да размислиме што значи Министерство за политички систем и меѓуетнички односи. Прво е тавтологија и меѓуетнички односи, секогаш се тие дел од политичкиот систем, предметот што јас го предавам, но политичкиот систем ги покрива сите ресори и голема дилема имам дали треба да имаме вакво министерство. Нема многу време, меѓутоа еве ќе одвојам некои, да речеме еве господинот Димитар Ковачевски, кога ја читам биографијата, да, тука има многу материјал зад себе. Мислам дека е тоа гаранција и за понатамошни чекори во реформскиот правец за кој што вие велите дека се залагате. Кога го читам господинот Зоран Маневски, не можам многу да кажам, бидејќи ова е сфера што не ја познавам, меѓутоа реков дека бил државен секретар, за жал кај нас државните секретари се партиски луѓе, веројатно некој постручен од мене ќе зборува за него. Трајан Димковски, интересен феномен, од министер, заменик министер, не е тоа прв пат, имало и со претходната власт, меѓутоа она што мене ми асоцира кога го читам неговото име е грозието пропаѓа. Грозието се фрла и мене тоа ми раѓа, секој ден го гледам на телевизија, ми раѓа сочувство со луѓето и се разбира, очекувам реакција од владата, па еве и од овој министер. Заменик министерот кандидатот Арафат Шабани, од она што го читам, мислам дека има зад себе сиви кое што е адекватно. И ако, само за да видам каде беше претходното претходното за него. Во Министерството за образование и наука има потреба од многу квалификуван кадар, бидејќи министерката по професија е социјален работник. Да. Господинот Зоран Димитровски, новинар, да, во новинарството врв, се надевам дека ќе може и во оваа сфера, еве, нудам помош, нели, како подпредседателка на групата на независни експерти за Европската повелба во Советот на Европа, во 2 мандати, сега член, но морам да ви кажам нешто, тамо има многу работа. Во извештаите на Конгресот на локални и регионални власти, Министерството за локална самоуправа, иначе редок феномен добре дојден во компаративните системи, важи за слаба алка во процесот на децентрализацијата. А проблемите на граѓаните се решаваат тамо каде што се заоставаат, што значи на локално ниво. Што се однесува до заменик министерот, за Министерство и култура, читам овде во CV-то педагошка теологија, јавна администрација, председател на невладина организација за култура, образование и уметност и мислата ми оди на претходниот министер, кој беше ревматолог, со право, бидејќи имаме проблем не во културата,
туку во, значи, управувањето со културата. Повторувам, за мене, завршувам, Министерството за култура и образование како за мала земја се најважните министерства, и тамо нема мали и големи, туку има, значи, добри и лоши. И мислам дека во ова министерство треба многу работа. Благодарам. Последната, ако не дозволувате, добро, Довршете. господинот. Само сакам. Довршете. Еве ќе го прескокнам. Ќе ги прескокнам двајцата мажи, заменици, кандидати за заменици, и ќе кажам дека одлично е што завршува списокот со жена, не ја познавам, меѓутоа Христина Оджаклиевска, на вистина, кога е во прашање Министерството за животна средина и просторно планирање, целата незина професионална изгледа, ориентација и ангажман е импресивен. Таму ни треба многу помош, со оглед на катастрофата што наесен ќе дојде, и се плашам дека како имаше некој пожар тамо, па снема некој Не. документи Друго. Да. Значи, сакам да кажам, добро е што Благодарам. завршува списокот со жена, и тоа квалификувана жена.